Во 1508 година, како најстара џамија во Битола, ќе блесне со сиот свој сјај. Ќе плени со својата големина, со својата декоративна внатрешност и ќе доминира со своето минаре. Токму нејзината внатрешност, украсена со богата орнаментика во боја, представува толку речит раскажувач на градската историја која во овој дел на градот со децении се одвива мощно интензивно. Сликаната декорација на интериерот, обработката на тромпите, сталактитниот украс, арабескната барелјефна декорација на минбарот ја надополнуваат архитектонската монументалност на просторот. Исак џамија е место од кое и денес одекнуваат довите на исламските верници. Место кое дише со духот на традицијата на градот, кој од најстари времиња па до денешни дни обстојува како космополитски полилеј на вери, судбини, желби и идеи. Лоцирана во центарот на градот, со својата масивна камена градба, надополнета со малтер и зацврсната со 60.000 јајца и со висина од 33 метри, Саат кулата потсеќа на најрепрезентативните урбани маркери на 17-тиот век. Постоењето на Саат кулата најчесто е индикатор на постоење на значајни сообраќајници. Така, индицирајќи го правецот на Вија Егнација, Саат кулата е сведок не само на економската моќ на градот, туку и на неговиот висок пиедестал на кој стои во времето на градењето на оваа кула. Нејзината важност се насетува и во висината на средствата од вакафот наменети за оној кој го држува сатот. Најнапред, тоа биле луѓе кои имале за задача да ги удираат звоната. Но од 1927 година се појавуваат сајџи кои го одржуваат сатниот механизам, кој својата прва реконструкција ја доживува како дар од Германија во 1936 година. Броејќи ги вековите, катадневно, одзвонувајќи ги низ своите 6 популарни мелодии, забџаниците на овој вековен сведок не потсетуваат на тоа дека овде од секогаш се одвивал интензивен живот. Овде времето никогаш не било врзано на синџирче, а стрелките на часовникот не забораваат да не потсетат на минливоста на животот.